е чадот што го создава топилницата Фени. Снимките се направени од еколошкото друштво Екоживот во моментот кога оджакот испушта голема количина чад. Темниот облак кој се издига на небото е причина за незадоволството на граѓаните на Кавадарци и околните села кои се наоѓаат во близина на Фени. Тие велат дека прашината која што ја испушта топилницата ја загадува и уништува околината, затоа стравуваат за нивното здравје. Дека дое, ете дома, таа приколта е покрена со најлон, сета е црвена од ваквото. Тоа е сето од прашинта, не е од друго нешто. Тук што ќе правиш? Ми го не испаѓа, лепеќе ова која. Воздухот е загаден, ама за тие што е загаден што работат таму. Селта, Дреново, Шивис, Воанова и Кавадаци, Шешково, Правник, се е загадено. Земјата се е загадено, не купуват. Сега ти кога купуваш нешто од Шивис, прашуваш дали си од Шивис, дали си од Возарци. Кроме салата, Воанова, ако од таму Саланецот не купуваш ништо. Имат. Нон-стоп. Се гледат и по небото цела вечер. И воздухот е загушен ноќе. Цел живот. Цело време овде. Јас сум овде 2 години и не може да ја понесам по климата више. Лозарството кога го земиш од делот на Фени натки према Росуман, према Дреново, Сирково, се е тоа загадено. Само што не се вршат контроли на гројство и да се вршат контроли нема ни едно гроје да се продадува таму. Го чувствуваме тоа е поготово на коливеве, кога има и при дош обавезно значи се наоѓа како прашина, како пепелта, нели, што е како да речем тоа Министерството за екологија треба да го има упредит, ама се изјада некоја има релација добра меѓу Фени и општината и Министерството и така да ако се чувствува тоа, че го нема такво нешто, че го заташкаме, че туриме некоја девиза и така. Градот е поделен на оние што ја премолчуваат ситуацијата. Тоа е локалната власт и дел од граѓаните кои се вработени во оваа компанија и обичните граѓани кои бараат Фени да престане да ги труе. Развигор Кабрамов е поранешен советник во Собранието и член на Дом. Тој вели дека во текот на мандатот постојано укажувал на овој проблем. Последното големо испуштање на чад и прашина што било забележано пред неколку дена е иницијална каписла за неговата бурна реакција. Не е прв пат ова да се деси во градот Кавадарци и околината да се испуштаат огромни количини на прашина. Иако Фени најавува дека има филтри, дека ги уклучува филтрите, ветерот што дуваше ноќта ја донесе сета прашина и утринските часови можеше да се забележи како печурка над Фени во пречник негде околу 3 до 5 километри околу Фени. Тоа беше гледка што човек значи, може да замисли дека е или на Марс или на некоја друга планета, а не држава или земја или град во кој што живеат 40.000 луѓе, кај што има лозија, кај што има нели праски, грозје, 300 чуда и луѓето сега кога веќе со голо око може да се види нели и да се кога одат луѓето на лозјата да работат, кога ќе го мрднат листот за да го подкршат или да го прибикнат преку жица, сета прашина на облеката му паѓа, го дишат тоа, ако случајно до забите допре крцка на забите, значи тоа беше испуштање на огромна количина на прашина од страна на индустријскиот капацитет Фени. До сега и од сега не верувам и наредниот совет дека ќе направи нешто за да се подобре ситуацијата. Фени си продолжува да си работи, не почитува нити граѓани, нити општина, нити држава. Кој му дава право да горе гуми? Јас си наговорница од Совет на општина имам прашано како сецкани гуми ги носат од Грција, на царина може да проверите, 250 тона секоја ден ги носат и ги горат. Ако се толку добри гумите, зошто не ги горат у Грција, зошто не ги горат у Германија, у Русија? Туку ги горат тука у Македонија. Треба еднаш кавадарчани да се свестат дека животот нема цена, здравјето на луѓето нема цена и треба да се застане и да му се каже на Фени, на газите на Фени, а производот што го прават македонски да е, а не рудата сега ни ја носат од Бог знае која држава,
го затворија нашиот рудник тука што е, испуштија 40 души и ние сега правиме македонски производ. Која испита таа руда што ни ја носат од таму, дали е канцерогена, дали е радиоактивна или било каква и да е. Во еколошкото друштво Екоживот, кое ја следи состојбата со топилницата, воопшто нема дилема дали топилницата загадува. Го следиме процесот на загадување, се испуштаат секакви видови на токсични материи и тоа претежно прашина со тешки метали, која што влијае во сите сите видови на живот во нашата околина. Имаме зголемено присуство на тешки метали во воздухот, во водата, во почвата. Тоа е јавна тајна која што никој не сака да ја каже, но еден е фактот дека имаме зголемена концентрација на болни на онкологија претежно од Кавадаречкиот регион. Ова ни се сознание од терен, кој што нашите активисти се излезени, ги анкетираме луѓето кои што се заболени од поскоро. Значи, зголемена е појавата на заболувања како што сте астматичните заболувања, проблеми со кардиоваскуларните органи, нели, и тоа се претежно во совет, во разговор со лекари соодветни на таа област, ни се дадени информации дека овие заболувања доаѓаат претежно од испуштањето на тешките метали од гигантот фени. Не му се решени проблемите со поројницата која што ги одмива сите тешки метали од целиот реон на нивни реон, потоа се сливаат во сообраќајницата која што минува покрај фени. Доаѓаат во прашање нели сите оние фактори како што се ризик по живот на луѓето кои што поради огромни количини на вода. И мене ми се има тоа неколку пати случајно кога сум поминувал покрај фени, така да апел до надлежните да се стегнат малку раководството на фени кои што мислат дека целата квеши ја поседуваат, вработените во фени се исплашени дека гигантот ќе се затвори, дека тие нема да работат, а единствено нешто што ние сакаме е да се стават филтри, да не ни се загрозени животите. Кавадарчани бараат итно да се изнајде решение, состојбата да се стави под контрола, за да се спречат последиците за кои вела дека може да бидат катастрофални за Тиквешкиот регион, кој е познат по убавите вина, грозјето, но и насадите со праски и други видови на овошје. Гигантот фени се оградува од обвинувањата и не сака да се правда пред граѓаните на Кавадарци. Ова е официјалниот став на раководството на компанијата која ги отвори вратите за екипата на Нова, но одбија да дадат официјална изјава во камера. Топилницата не загадува, прашината не е штетна по здравјето на луѓето и околината, нито отпадниот материјал од преработената руда која се фрла на целото Возарци не е штетен, е ставот на раководството на Фени Индустри. Фени Индустри работи со полна пареа откако стана подружница на мултинационалната групација Unico Resources, кој е најголем производител на фероникел во Европа. Тука месечно се произведуваат од 1600 до 1800 тони никел или 20.000 тони годишно. Производството на фероникел пак е 5 пати поголемо, велат во компанијата. За време на нашата посета оджакот не испушташе чад. Нашата цел беше одделот за животна средина. Оливие Дезаведави е менаџер на лабораторијата за животна средина и контрола на квалитет. Тој се потруди да го објасни целиот процес на производство за да ги увери граѓаните дека нема потреба да стравуваат. 20-25 милиграм за омагрикутор. Значи сме под границата. Оливија објаснува дека топилницата континуирано ги користи филтрите за прочистување, а неодамна набавиле уште 2 од кои секој чини по 3 милиони евра. Според него во фабриката се вршат редовни и воуредни контроли, а досега не добиле ниту една казна од надлежните институции. Секоја недела правиме анализи во акредитирана лабораторија, а вршиме и внатрешен мониторинг преку мерната станица во селото Шивец. Испитувањата се вршат на нивото на прашина на воздухот, водата и почвата, а резултатите се во границите на нормалата, објаснува Дезаведави. Тој е дециден дека освен прашината и жгурата за здравјето на луѓето и околината не е штетно ниту согарувањето на гумите кое се врши на 1200 степени Целзиусови.
Гумите кои се везуваат од Грција се користат за топлинска енергија, за што имаат дозвола од Министерството за животна средина. Сепак, ДЗВД признава, од време на време се случува застој кој трае 1 до 2 минути, пошто се активира безбедносниот систем. Тогаш оджакот испушта многу чад, но тоа трае многу кратко, вели за нова ДЗВД. Во фабриката има околу 1000 вработени, а просечната плата на работник е 30.000 денари. Од Еко Живот вела дека тоа е доволна причина луѓето да премолчуваат дека постои загадување. Посебно од Возарци, таму се вработени скоро сите, иако ако разговараме пак за другите околни села како што се Дреново, Шивец, во прашање му е земјоделското производство, сменете му е самото од испуштените прашини на фени и издувни гасови што ги имаат, се менува самото зрачење кое што го примаат растенијата од сонцето и во прашање му е самото земјоделско производство кое што тие екзистенцираат. Значи, не можеме да си дозволиме, ако се вработени еве од Дреново, ако се вработени 20 души, цело село да дојде во прашање затоа што тие живеат од земјоделски производи. На заминување од фени се упативме кај градоначалникот на Кавадарци Александар Панов да го прашаме дали фени загадува, побарал ли независни испитувања на воздухот, почвата, водата. Но градскиот татко не ја прими екипата на нова, иако бевме уредно најавени претходниот ден. На излегување од општината, камерата го регистрираше новоизградениот плоштад и надписот на мермерната плоча, на која пишува дека плоштадот е донација од Фени Индустри. Овие шокантни снимки се од црниот рид составен од жгура која се издига над селото Возарци. Во оваа депонија се фрлат отпадните материи од преработената руда и тоа на само 20 на метри над гробиштата и селската црква. Тука со камиони се носи отпадот за кој мештаните велат дека наликува на вулканска маса, бидејќи ноќе, кога се транспортира, свети од ужареност. Се наоѓаме во непосредна близина на местото каде што се фрла отпадот од обработената руда од фени. Мештаните велат дека во непосредна близина тука не успева ниту една овошка или зеленчукова култура. Луѓето во селото Возарци екзистираат од лозовите насади и овошните култури, но откако се рестартира топилницата, голем дел од нив се вработени во Фени Индустри и се задоволни од своите месечни примања. Токму во страв заради сопствената екзистенција, мештаните вообичаено не сакаат да зборуваат за она што се случува во нивното село, но екипата на нова успеа да сними неколку револтирани кои проговорија јавно. Тоа е никаква. Преку ден терат, после ноќе гаска ќе му даат колку може. Се тера до последно, не се баја да стане колото исперија ништо, не одне не може да види црвена е колото, тоа комби секој ден се пере. Абе, промени како да лиште не смееш да качиш од лиште, да сушиш. Лозиото водиш сера, водиш црвеница. Изади се оти секој втор човек, каде ако не е вработен, ако е вработен малце, се плашат, да. Се плашат. Тја работим по лозите, не се работеш од црвеница. Како не е загадено? Може ли од бело грозди црвено вино? Оти не е загадено. Загадено е само, викам, си чуде, народот трае. Даваат парички убави, ма сега не дават, ќе почне зборуват народ сега, понамалија малку со плата, ќе каже некој нешто. Иначе лошо. Има местна заедница, не смеа да кажат еден збор. Значи еден збор, ако каже нешто, утре го стискат таму воопшто така е. Тоа е тоа. Вака кога телевизија да има ковашче да дојде, убаво, нема јавено ни една. Се не знам од која е ва, сите не смее да се јаве. Тука имаше една КТВ и таа не смее да се јаве. Кој друзи е канал 5 и таа, не знам која е вашата, вака многу тешко дошол некој да снима. И налишта, и мириса, и дома влева тоа црнило, не само надвор, дома, врата што се отвара, джам што се отвара, дома избриш, сето е црвенило, црнило. По алишта, по снага, по воздух, луте, воздухот луте, не се дише. Ќе отидам на пазар, ме прашуват од каде си, ќе речам од Возарци бегаат. И тие што ќе прават, што не се вработени. А тие си молчат таму, си зимаат 30.000 плата, значи ако изваде нешто, изваде, ако продаде, има таму да живее, а јас што да правам? Кога никој не е на работа, кога чекаш од тоа. И прво питање од кај си? Ако кажеш од Возарци, нема шанса да земи, да, бега.